плачат, зашто тие ќе се удржат. Блажени се милостивите, зашто тие се помилуваат. Kaj ste ve deca, uba i deca. Ajde. Ajde. Onda je napred pobedniku i do ima na Dimitar Bjeruš, onda je napred. Crkvата отдел ли си да видиш? Koja crkva? Ne sam. Има една църква, Има нещо ќе правим. съборена е, изгорена е след Балканската война, турците са го възстановили, обаче сетне, като става тук бугарашки, бутат ги и така си останва. Свети Архангел Михаил много голема църква. Ќе ми разкажете после. Жалко, значи имаше, обаче това е нещо много сърданско. Ajde, kontakt. Stojane, da mi uba i deca. Абе, деца, убај, кај сте бе, юнаци? Абе, чекај сега, чекај. Чекај да видам кои се овие убави деца. Кај сте ми бе, юнаци? Што ми правите? Горе долу, горе. Чекај, со едната рака ми е камерата, другата ми е цвеке, ми даде пари. Така, чекај да му го дам цвекето на некој. Идеме таму. Ајде. Имаме шанс, оди. Што ми правите, како сте ми? Здраво, сиво. Добро. Еве ги јунаци бе, од Благоевград, кај сте ми, што ми правите, добри сте ми? Што правиме, ќе биде ли се ова работа на 30? Нешто општина се буни нешто. Имате го Да сте ми живи и здрави. Кај сте ми, како не те памтам, да сте ми живи и здрави. Што ми правите? Здраво живо. Добре ми дошли. Сингартиски, убај. Добро е нашли. Ето той ми се обадите, така. Аз идвам така на често по Македония, тези бях на 2 август в Николя. Все така очаквам да ме видя да се срещаме. Јас сум во Скопје, да ви земете број. Аз си во Скопие. Број да земете. Аз бях в Скопие миналата седмица бях. Ќе земеш избор сега, Па ако сакате, кај ќе биде тука? Да земам микрофон имам јас, да го донесам. За колку време? Имаш микрофон? Кој ќе го отвори? Така? Добро ве наште, како сте ми, што ми правите? Да речем добро. Да сте ми живи и здрави. Како сте ми? Здраво живо. Убави луѓе. Здраво живо, како сте? Ќе си подадеме. Сандански. Знам како не го знам, кај него сум бил, сум снимал, сум правил. Бе, мој се. Така. Там чета малко така, ако искаш ти можеш да станеш отгоре да снимуваш. Па ќе снимам, ќе видиме како ќе каже. Како ќе биде. Чекај да му кажам на докторот. Стефане, што ми правиш, брате? Јас пак се видов, не? Чакам да се раскарам кај малко. Съберете се вече. Доктора, ќе ме снимаше? Ќе ме снимаше? Да. Можеш? Можем. Само ме држиш во кадар, ништо друго не треба. Кај да гледам? Да, ете, гледа, стаја раката овде. Овде бе? Овде. А кај да гледам? Овде. Од ова страна. Вака е. Добро. Дека си де? Сум. Добро. Од другата страна. Здраво. Здраво живо. А вие никој не отвара официјално? Ајде, чакаме тебе. А мене ме чекат. Ајде. Чекаме. Значи што одбележуваме? 143 години, 143 години од македонското кралство. Честно че го отвориме, тъй като имаме гости, най-напред ще дадем думата на гостите. Гостният е Тихомир от Скопие, да поздрави всички тук, да направи малък спорт. Добро ми дојдовте, добро ве најдовме. Добро е што сме здрави и справени,
што доаѓаме со чиста свест и совест и со отворени срца да се подсетиме на нашите прадедовци кои можеби имале повеќе сила, повеќе храброст во времињата во кои сакале да кажат дека можеме да останеме луѓе, можеме да се почитуваме едни со други, можеме да кажеме дека сме македонци, затоа што така не запишал и покрај сите негирања семокниот татко во живата книга, во словото кое не се брише, светото писмо, ќе изберам народ што ќе го прослави моето име. Дела 15:14. Народ што ќе го прослави неговото име. Толку битки, толку крв е пролеана за Македонија, за македонскиот полуостров, од едната страна, од другата страна, од третата страна, од четвртата, страната на темнината. Заповедта на Исуса Христа е: љуби го својот ближен како самиот себе си. Можеме ли денес, браќа бугари, браќа грци, браќа албанци, браќа срби на македонскиот полуостров, да се љубиме едни со други? Зарем не ја научивме лекцијата на нашите прадедовци? Толку крв е пролеана во македонскава земја, на македонскиот полуостров, за да покаже дека човекот треба да остане брат, да го љуби својот брат како себе си. Апостол Павле заспа пред оваа кресна, таму некаде кога почнуваше нашата цивилизација, кога дојде Исус Христос, Синот на земокниот Бог, да не научи да се љубиме, сонуваше сон. Апостол Павле: стани, Павле, треба да работиш за Исуса Христа. Еве ги стиховите, Дела 16:9, живо слово Исусово кое не се брише. Апостол Павле: ноќеска сонував еден сон. Пред мене стоеше еден човек, македонец, кој ме молеше и ми велеше: дојди, дојди во Македонија и помогни ни. И ние веднаш посакавме, разбравме и тргнавме за Македонија, вели апостол Павле, зашто Господ не повикал таму да го шириме светото Евангелие. И еве сме сега 2000 години овде, сите поделби, сите војни, Тројанската војна, првата балканска, втората балканска, третата, првата светска, втората, уште колку крв е потребна бугаринот да го признае македонецот. Те молиме, Господи Исусе Христе, да се отворат очите, срцата на бугарските политичари, да ги признаат македонците, да не ги делат браќата. Многу македонци живеат во Бугарија, го знаеме тоа, да не ги плашат луѓето, никој нема да ја украде Пирин планина и да ја однесе во Вардар. Ние зборуваме за срце, за љубов, како што ние ги признаваме бугарите и ги љубиме. Тие треба да ги признаат македонците, да се отворат границите, да живееме како браќа и пријатели. Истото се однесува и во Егејскиот дел, и во Албанија. Запнале и ргнале да ја земат Македонија. Македонија е на Исуса Христа, пишана во живото слово, Божиот катастер. Македонец е човек кој повикува кон Бог: дојди во Македонија и помогни ни. Господе Исусе Христе, и денеска овде во кресна, каде што нашите предци ја лееле крвта, верувајќи дека се борат за слобода, но нема да мразиме никого, повикувам: дојди во Македонија, дојди во Бугарија, дојди во Грција и во Албанија и во Србија, на целиот македонски полуостров, да се љубиме едни со други и да повикаме не за убивање, не за омраза, не за сатаната и смртта, да се љубиме едни со други. Но тоа значи да признаете што треба да признаете, тоа што Господ Семокниот Татко го запишал: Македонија, македонци, благодата Божја дадена на црквите македонски.
Има ли македонци? Има! Еве ги овие луѓе овде пред мене. Доаѓам тука со чисто срце да кажам и да речам доста со омраза. Признајте ги македонците, да ги отвориме границите, да живееме како христијани од Кресна до Софија и Средец, до Тирана, Атина, Егејска Македонија, на целиот македонски полуостров, песни и ора и љубовта Исусова во нашите срца. Татко мој, те молиме да ги отвори срцата на сите политичари на македонскиот полуостров, да не го пизмат народот, да не тераат да се мразиме, да живееме како христијани, браќа и пријатели. Две земји пред да замине овој свет, ако ја читаме Библијата, ново небо и нова земја. Две земји, два сведока, никој не може да избрише. Тоа се Израел, кој има завет со Бог, и македонците, кои го повикаа Бог и Исуса Христа на македонскиот полуостров и цела Европа. Ете, затоа сме тука, затоа сме македонци, да бидеме светлина на светот, да го кренеме гласот и да победиме со Христовата љубов. Бидете благословени, живи и здрави, силата Исусова со нас. Амин, до Божиот царство небесно. Кресна Македонија со љубов кон сите. Амин. Благодариме многу за духот што го стигна. А сега давам думата на Кирил Тилев за збор по случај Кресна. Сега, много е кажено за Кресненското въстание, но все пак да кажа и аз некоја дума, некој чул, некој нещо ќе чуе ново. На 5, односно на 17 октомври 1878 година македонците востаници под ръководството на воеводата Стојан Карастоилов от село Старчишта, Неврокопско, днес Гоце Делчевско, и Димитър Поп Георгиев от Берово го нападнале турскиот гарнизон от 119 войници во село Кресна. По борба од 19 часа востаниците однесле победа. Со тоа е означен почетокот на македонското востание од 1878 година. Почетокот на борбата за ослободување од робство на Отоманската империја, од османлискиот феодализам и власт, почетокот за ослободување на Македонија и создавање на своја македонска држава. Македонското востание, како што востаниците официјално го нарекле во историјата позната како Кресненско востание, според името на селото, во чија близина е извршен нападот врз турскиот гарнизон, представува преломен момент во историјата на македонскиот народ. Во него се обединиле борците за културна и просветна еманципација на македонскиот национален идентитет и борците на стихијната сонародна ајдушка активност. Всушност, оваа борба представувала алка во богатата етапа на искуство и опит на патот кон создавање организирана и систематски водеща национална револуционерна организација, која учи и води кон свесно жртвување на масите, на нивните материјални и морални богатства, на нивните животи за собствена слобода. Кресненското востание било резултат на закономерниот општествен развиток на македонскиот народ во претходниот период од 19 век, на значителниот стопански развој, на борба против Цареградската патриаршија за културно осамостојување и на окружениот ајдутски отпор. Непосредно присуство на руските војски до границите на Македонија и още повеќе заземането на градот Горна Џумаја од еден одред руска војска на 15 февруари 1878 година, потоа
средното излегуване на сръбските войски на македонската граница, обективно и субективно влияние за засилуване на революционерното движение в Македония. Най-пръвин дошло до отхвърляне на османската власт от североизточна Македония, Кумановско, Кривопаланечко, како резултат на масовният бунт на селаните. Меѓутоа може да се предпоставя дека особено влияние за разяснување на революционерното движење во цела Македонија имале подготовките на руската войска врз основа на договорот од Сан Стефано да навлезе во Македонија. Именно за реализација на тој договор руската војска во Бугарија кон средината на март пристапила кон практични чекори, прокај подготвувањето одреден број руски офицери кои во Македонија требало да се заземаат високи позиции во организацијата, на власта било решено да се образуваат и местни доброволчески одреди, чети со што се стави основата на една местна војска. Повеќе од сигурно е дека сето тоа не останало незабележено во Македонија. Меѓутоа, под притисок на големите сили, русите се откажали од реализација на започната иницијатива. Тоа предизвикало револт во Македонија. Една делегација од Македонија го посетила рускиот комесар во Бугарија, Дундуков Корсаков, и протестирала против оставането на Македонија и натаму под владеенето на Турција. Од своја страна Турција, сигурно во задржувањето на својата власт над Македонија, не покажала никаква готовност за подобрување на незината положба. Таа ниту имала сили, ниту желба по загубената војна да преземе нешто што би го мирала растечкиот револт на македонскиот народ. Напротив, знаејќи дека ја задржуваат својата власт во Македонија, регуларните единици на турската војска, башибузукот, особено по граничните области, го подложење населението на жесток терор. Кон теророт на башибузукот се приклучила и желбата за одмазна на огромната бегалска маса на турско население со ослободените територии Бугарија, дел од Србија, Босна и така натаму. Вестите зборуваат дека околу 300 македонски села биле ограбени и запалени. Тоа уште повеќе влошило положбата во земјата. Голема маса население, не можејќи да ја поднесе повеќе жестоката економска експлоатација и още по-тешкиот политички терор, спасот го побарало во емиграција. Патот на емиграцијата водел кон Бугарија. Во исто време тоа предизвикало засилување на револуционерното движење во целата земја. Со приливот на нови борци против постојниот општествен и политички систем, бројот на четите нагло почнал да расте. Немало качи во Македонија во која да не се пријавила чета, во која да не дошло до судирање. Вестите од тој период, како во дневниот печет, така и во дипломатските извештаи, изобилуваат со податоци за бројот и големината на четите, ширената на револуционерното движење во Македонија. Се разбира, со оглед на чувствителноста на кризата на Балканот како резултат на противречните интереси на големите сили, тешко е прецизно да се установи бројот и още повеќе големината на четите што тогаш крстесувале низ Македонија. Според вестникот Марица, во почетокот на септември 1878 година во Битолско имало 5 чети под водството на Васил, кои имале 2000 четници. Во рајонот на встанието по делината на реката Струма исто така действувал голем број чети. Нема сумневање дека во текот на целата 1878 година во Македонија постојано силно незадоволство кое се изразувало во подигање на револуционерно расположение и чии директни последици били појавата на
многобройни чети и ненивното судиране с турската власт. Непосредно со влошуването на ситуацията, в България е якнало незадоволство сред младата българска буржуазия и високото екзархийско духовенство от решенията на Берлинскиот договор, со кој бил уништен сонот на Велика Бугарија на Балканот, надевајќи се дека ако се преземат поекстремни акции, ќе се доведе до прашање спроведувањето на одлуките од Берлинскиот договор. Тие се погрижили да предизвикаат востанички немери во Родопите и во Македонија. Берлинскиот договор, както знаете, е дал член 23 нешто като Македонија да е самостоятелна. Бугарите не могат да се примируват с тоа нешто и затова се мешат во Кресненското въстание. Прво што било сторено, да се повикаат македонските чети, што действувале во текот на Струма и се придружат на подготвуваната въстаничка акција. На опатениот позив дошли повеќе чети. Сдружената чета на Тодор Паласкар од село Белотинци Неврокопско, Стојанка Растоилов од село Старчиште Неврокопско, Коста Кукото од село Лако Серско, Кочо Лутато од село Ливуново Мелничко и Стојан Цапаревецот од село Цапарево Мелничко. Со војводите на четите било одржано советување на кое е решено да се дигне востанието по текот на Струма во Кресна. На ова советување било создадено единствено раководство начело со Стојан Карастоилов, познат во целиот крај како храбар и правичен војвода. По заклучување на советувањето во Горна Џумаја, четите се собрали во селото Србиново Брежево. Србиново, тоа е днешното Прежаново. На него била изградена нова организација на останешките сили. Биле формирани 4 одделенија и на секој од нив бил поставен раководител. По тоа бил извршен напор врз турскиот гарнизон во ановите на село Кресна. На тој начин почнало Кресненското въстание. Првата власт од въстанието со која го објавиле гласи: ние македонските въстаници го следиме своето дело. Вчера одржахме борба од 18 часа со 2 полука регуларна турска војска. Борбата се заврши. Од нас 1 убиен и 3 ранети, а од турците 9 убиени, 11 ранети и 119 војници и 2 офицери запленети. По првиот успех востаниците го продолжили напредувањето. На левата страна на реката Струма тие ја изазели селата Кресна, Уштава, Влахи, Гранчар и Ново село, кое паднало на 8 октомври. На 9 октомври дел од въстаниците се префрлил во десната страна на Струма и си изузел селата Моравка, Брезница, Будилци, Сливница и Крушица. Напредувањето на въстаниците од двете страни на реката Струма кај Кресна ги принудило турците да се повлечат. Реши се од целата планинска област наречена Каршијака. Непосредно се до градчето Петрич. Въстаниците без борба ги зафатили селата Рибница, Гореме и сите други села од селата Старчево, Палат и Јаково во Петричка околија. Тој е успех уште повеќе го повдигнал ентусијазмот кај въстаниците. Нивниот број постојано се зголемувал, поради што штабот на въстанието пристапил кон формиран нови чети. Била создадена и коњаница под командата на војводата Никола Македонски и неговиот помошник Коста Николов од Тетово. Востанието добро се развивало и во Мелничкиот крај. Некои села турците ги напушили без отпор, а други оддалечени дури и до 8 часа од въстаниците пратили своји представници за молба да се предадат.
В близината на Мелник, по-точно по селата южно от него, се появили чети. Изплашени турците почнали да ги напущат Мелник и околните села и да бегат в Петрич и Серес. Истовременно въстанието почнало да се проширува и в Малеш. Кресненското въстание в първите до 15 дена в рамките на Серскиот санджак активно обхватило 5 околии – Джумайска, Мелничка, Петричка и деломно Демир Хисарска и Пехчевска. По-точно в първата декада на месец ноември това се проширило и в Мехомийска разложка околия. Джумайската околия, коя практично била напущена от турската войска, поради присъствието на руската войска в Горна Джумая, фактически била оперативна зона на въстаниците. В нея се връщала концентрация на въстаничките сили. Територията, що първата половина на октомври освободили въстаниците, се налагала в Мелничка, Петричка и Пехчевска околия. Така в Мелничка околия, коя главно е офакела лявата рамничка страна на Струма, въстаниците освободили 6 села – Сенокос, Мечкул, Кресна, Влахи, Ново село. Сите тия се налагат нападените на Пирин планина, но непосредна близина на селото Кресна. Най-голем брой села въстаниците освободили по десната страна на река Струма. В планинската област Каршия, коя главно припадя кон Петричко околия. В ова околия изрично се спомнят и следните села, що били освободени от македонската въстаничка войска: Мораска, Брезница, Будилци, Сливница, Долна Крушица, Горна Крушица, Калиманци, Лебница, Кръпелево, Добрилаки, Рибница, Кореме, Старчево, Балат, Яково, Дюрдево, Тенек, Трошково, Цапарево, Раздол, Седелец, Колевите, Никудин, Игралище, Маалата. Освободени били още 15 села, колко Дабеле, Велюшница, Ветрово, Горна Рибница, Речково, Вракуповица, Клепало, Богородица, Иваново, Долна Мала, Средна Мала, Горня Кръстелци, Дренове и Драгуш, кои не се спомняте, но кои се налагат в зоната на освободените села. Със сигурност може да се каже дека в Пехчевска околия било освободено Берово. В целина, в първият силен налет на въстаниците, само во наведените 5 околия, а по прошируването на борбите во Разложко, къде ще били освободени 7 населени места, броят на освободените места достигнал 54 и около 32 000 души население. Сиве овие успехи на въстаниците я изненадили турската команда во Мелник, коя со силите со кои е разполагано не можела да не им се противопостави. Поради това, таа се послужила со лукавство, за да добие во време што ќе го искористи за јакнување на своите сили, побарала контакт со въстаниците, заради преговори за прикинување на огнот додека да се решат спорните прашања на мирен начин. До состанок меѓу въстаниците, между въстаничкото ръководство и представниците на турската войска дошло на 17 октомври 1878 година в близина на турското село Градешница. Разговорите не дали никакъв резултат. Меѓутоа тие на турците им възможили да ги ликвидираат немерите около Мелник, Демир Хисар и Берово. Освен това, турците концентрирали сили и оръжие и на 28 октомври извършили напад върху въстаничките сили. От този судир и двете страни ги задържали своите позиции. Но яко въстаници ги задържали до тогаш освободената територия, те практично загубили битката. Нивните сили били изтръпани, така що по първата декада на ноември турската войска
бомбардиран со артилерија, го продолжила своја напад с големи напори, ги совладала по левата страна на Струма и на 10 ноември паднало селото Влаки, каде што се наогал востаничкиот штаб. На 11 ноември избила на Креснинските анови, од каде што почнало востанието. Со оваа победа турската војска ги изстроила востаниците на нивните издини точки. Резултатот од оваа победа на турците бил 12 ограбени и изгорени села со околу 1200 куќи и голем уште сега доста има да се каже, да, но накратко да кажа за неуспехот на Кресненското въстание, защото вече бугарската политика се меша и бил убиен Стоян Карастоилов. Другият воевода бил отстранен. Руската намеса Калмиков. И така всички въстаници, така да се каже, са били селани. И всички почнали, като вече го нема Стоян Карастоилов, всичките имат доверие на Стоян Карастоилов. И селаните напускат, масово бегат и затова Кресненското въстание запада. Така, насекъде и до ден днешен българската политика се меша в македонските работи. И затова ние македонците патиме. Матат я във водата. Само правят били и мачат по някакъв начин нещо да спечелят. Но Македония е тръгнала, враđане назад нема. Това е накратко. Също да кажа и това. Малко с закъснение, но не сме се събирали. Нека да ни да спомним и 11 октомври, денът на македонците против българския окупатор. Първата пушка, която е погнала, е в Прилеп. Там нападат полицейската българска станица. И така се разраства македонския отпор в Македония. Нека тая борба да я продължиме и ние. Давай, няма време, хайде. Хайде да сложим и тия и това е. Хайде, дай венците. Да положим венците и свежо цвете. Ние първо да сложим това там. Хайде, сложи го това. Ай, чури, що ми ще го държим и не така малко. Нека направим една обща снимка. Нема даринки, гости искат да видят църква, дайде аз нема. Хайде да съберем всички да направим една обща снимка си напред. Искаш там, ние ще да снимаш, ние се обърнем тук. А тук има една църква, тя е пожарена по това време. Ама седне на вращане, че я видне. Baš. Айде. Я да се направим обща слика. Ako, ќе направиме.
Там и по края оградата и там да го по-високо. Тоест камерата, че да снима, камерата може да хване всичко, не е страх. А не го дигне по-високо, се гледа там. Трябва долу да стане някой. Да има място за повече хора. Тук може да клепне някой. Блажени са бедните по дух, защо мирно е царството небесно. Блажени са ония, що плачат, защо тие ке се утешат. Блажени са милостивите, защо тие се помилувани. Блажени са чистите по сърце, защо тие ке го